Венко, гледам се знаеш со овој у Европарламентов Стојко Пушев. А исто видов како се поздрави со ова исто во Европскиот парламент Корнелија Цицас. Иначе знам дека сте исто блиски со овој од Европарламентов Милуел Вогас. Со Милуел Вогас, тоа сите знаеме дека сте многу блиски. И не е лошо на овој небитнити да му кажеш да си прибере тоа муцката и дека со таа ароганција може само да се слика за албански пасош по могучност. Од таа негова ароганција на тој небитнити е познат уште од времето кога го подпишавте промената на името на едно место кај еден нотар кога се нешто тамо гласно искоментира не Македонија, Северна Македонија. Ето истиот небитнити. Тоа беше веднаш по подпишувањето на промената на името. Такви чувате у партија и одмah ќе ви кажам, ја гледате, ние ги коментираме овие почетни фази на борбата за локалните избори, затоа што сметам дека многу побитни работи ни се случуваат на кои што треба да реагираме. А вие негувајќи ги ваквите ликови како небитнити, и тој лепи дечко, лепи еспадрили, што често иде у Брисел и што не прати сите у пештера и што многу лелика. Таквите ликови, па почнувајќи од оние мраз, ра, да му го забричанец, да ми го забричанец поправо и таквите. Но и овие што ви се подпредседателки во партија. Значи, неверојатни поени собирате кај народот, одма да ви кажам. Народот едва и чека да дадат изборите да ви ги дае сите гласови што ќе ги има. Дури ја мислам ќе бараат со 2 раце да подпишуваат вака само поише гласови на ваше конто да отидат. Толку сте многу популарни у народот, особено македонскиот. Значи не е дека рейтингот ти паѓа што го знаеш Стојко Пушев, Корнелија Цицас и овој Милуел Вогас. Не ви паѓа од тоа, поише ви паѓа од овие ликови. Мали од тоа не е исклучено дека ви паѓа малце рейтингот. Оти, како беше она? Nomen est omen или omen est nomen. Името е знак. Значи какво е тие името, некојаш името многу добро те пише што си. И сега ти ако си обкружен со ликови како Стојко Пушев, Корнелија Цицас, не знам, Милуел Вогас, Году Пеле, тој е бразилец еден, Году Пеле се вика. Исто и тој се знаеш со него, знам добро, блиски сте. Едноставно не можеш да бидеш, нели, тој си со кој си, или с ким си, такав си, што викаат србите, јеби га. Така да немате некоја светла иднина пред вас, но многу е важно. Го кажував тоа, кога беше она заебанцијана со тој извештајот на овој, како се викаше, тој Вајц у парламентот. Од тоа што не го повторим, пошто мислам дека се кажав. Но ќе кажам уште една работа. Да повторам. Пошто ми е битно, пошто е многу важно, вие ВМРО ДПМН да не направите истата грешка што направи Груевски и не дај Боже да направите истата грешка што направија предавници од Социјалдемократскиот сојуз. Значи, не икем да звучам арогантно, како небитичи, не икем да звучам како многу паметен, зашто не сум. Да бев многу паметен и интелигентен, ќе се занимава веројатно со нешто друго, ќе завршев негде, појма немам, квантна физика или IT, нешто ова на ќе работев сега, појма немам некаде по светов, у некоја јака компанија. Јас со таа моја просечна интелигенција, со таа моја просечност, сум тамо кај што сум и на местото кај што сум. Немам лажни овие слики за себе, не се само залажувам. И затоа најнепретенциозно го кажувам ова. Се сеќавам вечерта кога дојдовте на власт, кога ги излегува првите официјални резултати
кога СДС беше брутално поразен минатото лето. Се сеќавам како одма се смени атмосферата и расположението надвор, пошто тој момент се враќав од некаде пешки по Партизанска или поимања ми тама стигнав пред зграда кога некој ми јави за тоа. И знам како веднаш се смени атмосферата. Народот очекува многу, очекува нешто поинаку. Очекува промена на играта. Очекува да се следат многу работи. Очекува државата да се стабилизира. Очекува да се осетат сите нормално. Дека живеат во нормална држава, што ќе знае да застане за својот народ, да му помогне, да му го подобри животот, да го заштити кој ќе треба и така натаму. Не влагајте у безпотребни токсични игри со особи, народи или држави што не ве сакаат. Сами си ја цицате со таа енергијата ако му влезете во играта. Од бугарите више ни црното од ноктите, ни уствари ај црното од ноктите, орев од рака више не треба да земете. Орев од рака више не треба да им земете. А не да се збори за тамо некој, чекај да видиме, да играме игрици мали, сексо и предигри, она, како се вика, петинзи на енглески, foreplay, кога тоа само вртење во истиот маѓарсен круг. Се додека ми играме играта. Без разлика каква е, тоа е нивна игра. Тоа е нивна игра по нивни правила. Кога играш во нечија туѓа игра, по туѓе правила, што ти ги наметнува друг, губиш. Глупо една ваква просечна особа како мене да ви ги каже овие работи. Она што ви треба е салто мортале. Баш салто мортале. Зато е мортале, дека е ризично. Ама добивката е голема ако успее. Нешто неочекувано. Нешто со што нагло ќе ја смените логиката на нештата. Контекстот, амбиентот ќе го смените, ќе се најдете, друг спин ќе си дадете ако сакате. Ќе отворите некоја нова врата со тоа салто мортале, со тој неочекуван потек, неочекуван скок, како сакате, квантен скок наречете го, поима неам. Ќе се отвори врата. Колку е скокот понеочекуван, толку тие околу вас што сакаат да ве спречат, да не спречат, ќе останат изненадени. Ќе останат во шок, ќе им треба време да се приберат од шокот. Така прават народи кои ќе дојдат забутани со гзот од зид, кога немаат више каде. Ние сме малтене во една таква позиција. Донесени, залепени, забиени во зид. Или боксерски кажано, заглавени во ќошот од рингот. Мора да се извлечеме од тамо. А ќе се извлечеме само ако возвратиме удар. Појма неам. Лево кроше, десно кроше, аперкат од оздола, колено, у јајца, било каде. Логиката е таа. Тешко ми е кога гледам како без причина им се дава простор на предавници од Социјалдемократски сојуз да се размамнат, они па со крошеја, со мавашија. Човече добија сила, ги гледам на секој може на овај социјална мрежа, еден искача подпредседател плюка по ВМРО, по премиерот, друга искача таа портпаролката, трет искача, овие вамо со подкаст имава, тој вамо со подкаст имава. Како да ви кажам? На мртов германец му дозволувате да стане. Грешка. Мртов германец уште поише се дотепуе. 100 пати се умртвуе. Уште 100 пати ќе губиеш. Зашо да му дам причини, да му дам простор на сојсен германец да стане? Пуше да проба да ме уди.
Слушнав преска, некој рече, некој аналитичар беше, го гледав на некоја емисија појменем, тој прв пат го гледам на некоја емисија. Многу е, вика, тешко кога ќе потпишеш договор меѓународен, после тоа да излезеш од него. Без разлика што тој го потпишал некоја мината влада, а па сега оваа нова дошла, па е многу тешко тој да се поништи, затоа што сепак таа влада го потпишала тоа во име на државата. И таа морала тоа да го истера. Не знам, луѓе, може сум стварно глуп. Не ја сваќам оваа логика. Дали под тоа логика требаше, рецимо, Сталин, кој беше нападнат од Хитлер, да речат, види, али ние имаме меѓународен договор, билатерален додуша подпишано со Германија за ненапаѓање, ние јебига сега нема да прекршуваме, нема да бидеме како нив педери, ние ќе бидеме ферски, ќе се држиме до договорот. Или рецимо, Дегол кога дојде на власт у Франција после Втората светска војна, кога ја отфрлија квислиншката влада на Петен, да му реча, види брат, али ти сега немаш некој работи, Петен као квислиншка влада потпишал некои договори со нацистичка Германија, значи пази сега, ова се меѓународни договори, ти ова мора да ги испочитуваш, брат, извини. И Дегол каже, да, како не, па нормално ќе ги испочитувам, јебига. Карикирам, вулгаризирам, малце претерувам, хипербола користам. Но, за мене тоа не е логично. Ништо мене као власт не ме обврзува да се држам до договор што го потпишала квислиншка влада, договор со кој што ја довела сопствената држава, сопствениот народ у деградирачка позиција, у позиција на субординација, у позиција на зависност кон друга држава или кон сојуз на други држави. Ништо не ме обврзува да се држам до квислиншки договор, потпишан од квислиншка влада, велепредавничка. Не го разбира меѓународното право. Нешто може да ич. Али пак ќе кажам, и тоа се средува. Рецимо, нигде не пише дека се велепредавници, тие не се осудени. Ние само ги кажуваме дека се велепредавници од некоја наш агол на гледање, од некоја наша перцепција, така? Ама нема против нив обвинение, нема ништо. Но, кога би имало сега обвинение за велепредавство, и кога би обвинителството, кога би отворило процес, кога би ги осудиле за велепредавство, сите тие кои учествуваа во промената на името на државата од Социјалдемократскиот сојуз, нивните коалициони партнери, сите што беа со нив, сите кои што го подпомогнаа тоа, кога би ги осудиле, што знам, логиката е дека ќе имаме право да кажеме, ги раскинуваме договорите и со Грција и со Бугарија, го враќаме уставното име Република Македонија од 1991. Кој вебе? Зашто? Затоа што тие кои што го потпишале тој договор предавнички, сега се во затвор осудени за велепредавство. Во тој случај не знам, ја не знам меѓународно право. Дали нешто не обврзува да се држиме до квислиншки договор. Но еве под услов тие таквите да се осудат. Го кажав тој на едно обраќање, тоаш кога овој со лепи дечко со лепи еспадрили од Брисел, кога беше во емисија со Илче. Зашто да им се одржува жив тој наратив? Жив наратив, ова е супер. Зашто да им се одржува жив тој наратив дека они направиле голема дипломатска победа со договорот со Грција? Тамо не знам, член 7, курс пресуларна вода, пеше да ме го забетонирале македонскиот идентитет јазик. Тоа се глупости. Тоа се само најобични спинови на кретенчичи, интелектуални политиканти со шлјокици, кои што уште го лажат народот со еден таков спин, со една таква шарена лага, дека постигнале дипломатска победа. Која многу добро се знае чија победа беше тај кој ги соблече гаќите и кој го прими. Со земадина, што викаат, прилепчен. Зашто не ги именуваме нештото онака како што треба да се именуваат со вистинските зборови? Зашто да се појавува тој уште предавник на телевизија, уште да шири таа шарена лага дека сме извојувале дипломатска победа? Секој наш пораз
се прикажува како некаква победа. Дали победа на разумот 2001, а ние фактички тоа држава подпишавме капитулација во Охрид. Дали сега дека е тоа некоја дипломатска победа, а уствари е предавство од најдолем вид. Прашајте било која држава, било кој представник на било која држава, во било која структура на било која држава, дали тајни структури, дали овие световни државни институции и така натаму, министерства за надворешни, за внатрешни. Прашајте било која мафија, било која банда, прашајте било кого. Ќе ви кажат една работа. Предавникот е најдолната форма на постоење во едно општество. Предавникот на своето семејство, предавникот на својата кауза, предавникот на својата банда, предавникот на својата мафија, на својата фамилија, на својата држава. Најниска форма на живот. Логиката на нештата е таа, бе, људи. Им давате простор да ги озабуете, ги осилуете. Пошто јеби га, ако си на власт, логично е се прават грешки. На власт си и тогаш си нормално под големи рефлектори, под големи очи те гледаат. Шо од надвор, шо од надвор, едва и чека да направиш глупост да те напеналат на медиум. А овие горе само запишуваат. ВМРО ДПМН не е доцна. Подсоберете се малце. Подсоберете се малце, отворете 16 очи. Фокусирајте се. Ви прават манжа. Веруете ми, ви прават манжа, го осеќам тоа иста, манжа ви прават како на груја шо му правеа. Истата запршка ви ја прават. Не знам дали гледате од позиција на власт. Ја го гледам тоа, не сум у власт, го гледам тоа од страна. Истата запршка. Гледате како малце по малце у последно време амбасадиве се стиша, амбасадориве нешто ги снема, нема некои реакции за некои што ни се дешаваат, скандали вамо тамо, некој удржава овона. Нема реакција, ќутат. Значи нешто прават запршка. Освестете се малку. Без везе е нешто што напорно, тешко го стекнавте да го така да ви склизне кроз раце. Оти така ќе разочарате и многу од нас што стварно веруваат уште у вас дека ќе направите нешто поразлично до сега. Уште веруваат луѓето во вас, веруваме уште у вас. Не дозволувате тоа како сапун да ви излета од раце. Ради невнимание, ради некои сметки у глава, ради некој ова, ради некој ова. Не заборавете, вие сте у сега влеговте у опасен ринг. Веќе гледате колку се малце се подзовре ситуацијата и гледате од медиум не се си минјаат овие предавнициве. Им дадовте време да земат кислород, воздух, да вдишат. Зошто, бе? Зошто? Реков и многу одамна, не ви треба таков непријател. Као до сега. Не ви треба. Решете го тој непријател, да не постои више. Да не биде никаква закана. Не ви е потребен. Оти тој тако ве влече со него доле. Или приметуете. И таа папочна врпца мора да исечете. Како што ви зборам и за оваа со Бугариве и со ова. Мора да исечете, додека играте нивната игра по нивни правила, губиме сите. Нема тука ај сега тактики, топ на А5, пиу на... Нема бе, тоа се бутаат вака фигурите, се растура партијата и кажа, ау пичко метар. Со друг играм. Оти таквата игра прво ќе ве донесу состојба, кога тогаш ќе ве доведе у состојба на пат позиција, шаховски кажан.
Прво ќе ве донесе до пат позиција. Следната партија што ќе почнете да играте, може да попиете мот. Ајде. Клавајте голој! Кој тренер викаше така наш ракометен, овој како се викаше, не знам. Клавајте голој, доста им дозволувате. Соберете сила малце. Тука е народот, смислете нешто. Обединете повеќе силите да ги заедно. И заборавете дека сте христијани. За ова што ви зборувам. Простување за некои работи нема. Се доведовме у ваква ситуација затоа што се замижуеше, кога ја ги се простуеше. Ја ќе ти простам сега на тебе, ама ти утре да ми простиш на мене. Да ми простиш затоа да ми простиш на ебавме сите. Се доведовме до оваа ситуација. Мислам дека ме разбрав. Поздрави ми ги, Венко. Ако го видиш, ќе го видиш сигурно Стојко Пушев, Корнелија Цицас, посебен поздрав, ќе го видиш, знам, овој да му пратиш од мене посебен поздрав на Милуел Вогас.